Жаклина, повелете. Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Цуклев, со внимание ве слушав, изнесовте многу работи и јас само сакам да ви реплицирам во неколку работи кои што ги изнесовте овдека во вашата дискусија. Најпрвин, како економист, веројатно знаете дека овој буџет и секој буџет кој го креира одредена влада, го креира со цел да ја следи и да ја реализира програмата која што ја представила пред парламентарните избори пред граѓаните. Токму овој буџет на владата на Република Македонија, буџетот 2019 година, се базира на одредени работи кои што ние сме ги ветиле пред граѓаните и сепак морам да ви потенцирам дека овој буџет е буџет кој што е во интерес на граѓаните и како носечки фактор за поддршка на Македонија која незапирливо трга напред. Претходно се случуваше цело време активност која што значеше стабилизација на економијата. Пренасочување на сосема поинакво буџетирање во сосема поинаков начин на друго буџетирање и застапување на одредени програмски цели. Со овој предлог буџет се гледа одговорноста и домакинското работење на оваа влада, а тој се базира на реални основи и има за цел да ги постигне своите цели врз основа на поставката и борбата за повисоки плати, поголема поддршка на домашните стопански капацитети, намалување на невработеноста, поголема социјална поддршка на граѓаните, правено ограничување. И јас ќе се задржам повеќе за образованието. Искажавте дека во образованието не се реализирани многу работи, да, точно. Многу работи не били во минатото и сега. Меѓутоа, она што со сигурност ви го потврдувам и вие тоа го знаете, дека годинешниот предлог буџет за образование и наука е за околу 1 милиарда денари поголем од ланскиот. Вкупниот буџет лани изнесуваше 25 милиарди, а сега изнесува повеќе од 26 милиарди. Во однос на она што е проектирано, значително повеќе пари годинава има за вкупните инвестиции во образованието. За оваа намена се издвоени околу 1 милиарда 29 милиони денари, што е за 130 милиони денари повеќе од лани. Најголемо зголемување на средствата има во ставката изградба на училишни спортски сали во основните училишта, каде што буџетот е дублиран и изнесува 414 милиони денари. Годинава за општините се наменати околу 14,4 милиарди денари, што е за околу 770 милиони денари повеќе од ланскиот буџет, бидејќи во ингеренциите на општините се основните и средните училишта. На тој начин им даваме простор на општинските власти да реализираат она што е потребно за непречена работа на училиштата. И само уште една реченица. За наука во годинешниот буџет се планирани околу 415,6 милиони денари. Никогаш за наука сме немале толку голем буџет. Ви благодарам.